среќен барем ти е само фраза за спас. Мракот умира, од него искревам јас. Може би некој некаде постои само за нас. Светот има фе, па и без тебе и без нас ке остане. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине, и усврти се. Отворим врата и без страх изгуби се. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине. Нова страница и светот не е наш. Може јас не знам што сакам, но знам што пропушташ. Гласна тишина која е помеѓу нас. И сакам така да ме запомниш, ме гледаш последен пат. Светот убав е, па и без тебе и без нас ке остане. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине, и усврти се. Отворим врата и без страх изгуби се. И што е многу, сепак многу е. Па нека боли, некогаш ке помине. Држи едно раче од тука. Браво, човече, браво. Браво и за тебе. Ме разнежни скрос, онака свирам и ми лепат прстите на... Ретко вака свирам со прсти, ми лепат на гитарата, се борам и си викам, виш убаво пеј, само нема сгрешиш него акорд, ќе си каснев од гитарата, ќе си каснев. Фала ти. Браво. Одлично, и песничето е супер. И мислам дека му треба една ваква акустична верзија, да. дефинитивно, некако Ептен си лежи. Да. Уште кога слушнав си викам, ова шубо ќе легни само со гитарче, вака ќе види за мерак. Јас имам размислувано и често се викам, треба да направам вакви акустични верзии на моите песни, ама уште повеќе ми се свига вака кога е во комбинација со некој друг артист, така да. Знаеш, кога е спонтано е секогаш поубаво да се Да. разберине, само што дефинитивно има луѓе што свират поубаво што можат да дојсат малце песната да си биде акустично онака за мерак. тоа беше. И браво. Прво и основно фала ти многу што ми дојде на гости, што ме почестуваш вака со присуството твое и со музиката твоја. Многу ми е мерак кога има вака млади артисти што стварно газат и што стварно си го возат филмот и си ја терат кариерата како што треба. Фала ти тебе за поканата, стварно ми е мило што сум денес кај твоја гостинка и вака што ќе се подружиме убаво и ќе си направиме и муабет и ќе се попееме и се. Сум гледала и претходни емисии и баш ми се допаѓа тоа што го правиш, баш е онака интересно и нешто свежо, ново, така да се надевам супер ќе си поминава. Па види, емисијата се вика лабаво, што значи би требало да е лабаво, онака, да не сме, да излезиме од тие граници што обично ги имат емисиите. Да. Технички, знаеш како, сакам таа природната страна на подкастите што ја имат, да речиме, што пате ми ти гледам нешто водиш таму подкасти, правиш она, ќе зборам и за тоа. Да, сакам таа слободната страна на подкастите и формата на емисијата што има студиска, да ги спојам некако и да можеме лабаво в студио да си правиме, така, да си збораме за работи што луѓето обично не ги ни прашват, а не ги ни знаат.
Кажи ми, цело време работиш нешто, нон-стоп, имаш одлична екипа, нема збор. Хвала. Поздрав до сите. Поздрав. Треба да ги викниме со ред сите гости, ми бидат со Да. сите има муавет за прајање. Кажи ми, глупо клише прашање можда, ама пошто си млад артист, морам да те прашам, дали можеме да очекуваме нешто ново од Мара? Ја ќе ти кажам, секогаш може да очекувате нешто ново, Браво. затоа што постојано работам на нешто ново и цело време ми истекнуваат некои нови идеи и сакам да експериментирам, значи не сакам да останувам иста. Да, нормално сакам тој печат кој што сум го создала и кој што публиката нели ме препознала по нешто, сакам секако да остане, не сакам многу јас да се менувам како личност или слично, но ете сакам пример да експериментирам со разни жанрови, сакам многу соработки да правам и ете некој различен концепт да имам, затоа што сепак се доживам како артист, не само како изведувач, пејач, него баш онака сакам нешто мое да има и во музиката, и во настапите, и во текстовите. И така, сега, право да ти кажам, повеќе се вложувам во креативниот процес. Значи, музика, текст, гледам да, онака, што повеќе можам... Значи, влегваш и ти во длабокото, Види, мислам дека секој што онака работи повеќе години, не може да избега од тоа. Така е. Сакал некел, мора да влезеш во процесот. Да. Браво. Ама не, добро, ти си артист во душата. Не знам колку луѓето знаат дали имаш правено муавет на темата, пошто слабо пратам интервјуа, јавно си кажувам, ама ти и по струка си уметник, да речам. Си балерина, како се вика? Балерина се вика? Балерина, да имаш средно балетско и сега си на факултет балетска педагогија. По браво. Значи, сакала ти или некела, то уметничкото си влие однатре, си носи. Од секогаш мене уметност многу ме влечела, значи и како дете некако знаеш, оние предмети математика, историја, хемија ми биле предмети што не сум ги учела со толкова љубов, а некако кон музиката, кон балетот, кон цртање и слично сум имала некако посебна љубов и ми оделе тие работи. Знаеш, некако кога чувствуваш дека имаш талент за тоа, автоматски те влече натаму, не можеш да одиш нешто. Така си, нема бегање. Ќе одиш против себе ако не продолжиш со тоа. Така да почнав како мала со балет и со музика и некако балетот, така да кажам, ми беше интересен да го изучувам, значи зборам за балетска методика и сите тие предмети што си ги носи балетската педагогија, а со музикава нормално сакам да се бавам на професионално, да си ја терам кариерата и да гледам што можам повеќе да просперирам и тука и пошироко се надевам. Браво. Тоа е многу битен момент, пошто многу луѓе гледат тука да направам нешто, знаеш, да извам хит, нешто се слуша свирчиња, многу е побитно, а колку поголема гледаш работата, толку поќе има еден муавет, може да е клише, не знам, ама вика, ако целиш да погодиш облаците, може да ќе стигнеш до облаците, може да нема стигнеш, ама максимум ќе ти биде до тука. Ако целиш да погодиш некоја звезда некаде во универзумот, може нема неа да стигнеш, ама до месечината, до негде може да ќе дојдеш, знаеш. Значи многу е битно да го имаш, да имаш некоја визија што ќе те носи напред. А сигурен сум дека имаш визија, пошто чим имаш таков тим направено и чим толку многу влегваш сега и во процес и во се, значи мора да има некоја визија во приказната. Која е визијата? Ќе видиме. Јас се уште не знам што точно би била крајната цел, ама знам дека не се осеќавам дека сум го достигнала максимумот што можам да го достигнам. Значи ја цело време давам 100% од мене, меѓутоа мислам дека капацитетот што го имам во мене, дека може многу повеќе да направи од тоа што види сега за сега е сосема доволно и за моја возраст сметам дека се доста на високо ниво резултатите што ги имам постигнато, но секако не сакам тука да застане тоа. Значи гледам пошироко и мислам дека доколку стварно работам, доколку сум посветена и го правам тоа што го сакам, мислам дека нема граници. Убаво размислуваш, не можам да речам. Знаеш, ретко кој вака си ги гледа работи, значи сите се обично со некој сомнеш. Јас секогаш гледам позитивно. Значи дури и да не искочи така, некако задоволна сум со тоа што до сега го имам направено, ама никогаш нема да кажам толку сега
ќе стојам тука и сега ќе одам на стара слава. Значи, не сакам да кариерата да ми остане на 2-3 песни како хитови, него сакам баш онака со мојата музика да пробам да допрам до публиката. И знаеш, пример, артисти што имаме ние што останале веќе подолги години на сцената, мислам дека баш имаат таква кариера. Значи, успеале да допрат до публиката и да не останат заборавени или на стара слава, него баш онака со работа, со труд достигнале до некој левел кога и да не е толку добра песна, пак песната е слушана, пак песната, значи ќе си добие внимание од публиката и некако треба само да работам за да стигнам до тоа ниво кога стварно публиката ќе се навикне на мене и само ќе очекува нова музика и ќе сака да ја слуша без она да се двоуми дали е добра, дали не е. Знаеш, да, секогаш сите имаат киксови, значи нема артист што немал кикс, ама тоа е кикс е за некој човек, една песна на друг ќе му се свиѓа и затоа мислам дека само треба да има музика и секоја песна ќе си го најде својот пат. Браво. Да ти кажам, право ме буниш вака, многу ми размислуваш, не знам што те прашам са следна. Се шалам. Кажи ми, дали имаш некои идеи со кои би сакала да соработваш во животот, вака некои луѓе од тука, од странство или макар и од светската сцена, не е битно, ништо не е невозможно, пошто многу последно гледам дека младите ретко соработваат, а ти веќе имаш еве со Пајак една песна, одличен хит и така натаму. Па види, јас веќе до сега имам неколку соработки со Роберт Билбилов, со Пајак, со Панче Касапски, со Јосиф, со Сирилик, значи да не заборавам некој, стварно следат и понатаму соработки, тоа ми беше збора, значи прво со тука наши артисти, значи стварно и уште има артисти со кои што би сакала да соработувам. Мислам дека имаме доста квалитетни артисти, не е дека немаме музика и артисти кои што работат, поготово сега има многу млади. Значи баш онака сум изненадена, многу млади има што работат и искрено сакам да дадам шанса затоа што гледам дека публиката сака кога ние соработуваме едни меѓу други, кога нема кога не се гледаме како конкуренција. Да, ние можеби во некој поглед сме конкуренција, но мислам дека секој артист има своја публика и доколку пример Пајак има хит, тоа не значи дека моја песна не може да биде по тоа хит. Така да никогаш не ги гледам некако другите артисти како конкуренција, не го гледам само онака да можеме да искористиме моменти да погодиме права песна за да ја пласираме на публиката. Тоа е некако за тука во Македонија, секако сум размислувала и за соработки во странство. Сега пример, јас не сакам онаква кариера да отидам и да пеам на српски, некако да добиам слава по тој пат. Би било интересно доколку направам некоја соработка што стварно би се поклопила интересно и може значи да биде тоа и српски артисти, и артисти од Хрватска, било каде од Балканот, па и пошироко се, не знам, искрено не знам што ме чека понатаму, ама немам граници во тој поглед. Дури би сакала, мислам, да запознавам и менаџери од странство и луѓе кои што можеби ќе може да ми помогнат да можам да просперирам и подобро во мојата држава, значи во Македонија мислам дека може исто така добро да се одвиваат работите исто како и во другите земји. Само можеби треба некој човек да се најде што можеби ќе знае добро да ти изменаџира. Затоа што пример, имаме ние менаџери, но тоа се повеќе како менаџери за букинг, за настапи, по клубови, по нешто ама тоа искрено според мене не е нешто сериозно и нешто што може да те дигне на next level. И немаме продукцијска куќа, значи нема некој што ќе те најде и ќе каже еве ти си талент, јас ќе инвестирам во тебе и ти само треба да работиш со тие продуценти, тој стилист и слично. Го нема тоа кај нас, а можеби доколку се створат добри контакти со луѓе од странство кои што ќе сакаат да работат со тебе, можеби ќе може некој добар производ да се пласира и тука. Така да искрено не знам, седор не пробам, нема да знам. И останувам на тоа дека сакам да пробам и да видам како работите би можеле да бидат. Супер. Иначе бевме заедно и на изборот за Евровизија што беше пред некоја година. Иначе? Да, не мислев ова да го прашам, а така ми дојде сега узмуавет. Не, добро што ти дојде. Отош мислам дека се немаме видено, ако не се лажам. Може да сме се виделе негде случајно на некој настан, ама одамна се немаме видено и затоа ми е мерак вака да си посвириме, да си попееме. Многу ми е
треба многу поќе да има дружба и соработка, порано имаше. Јас бев тогаш влег во приказната и после тоа некако све се смена. Бевме на тој изборот и некако си поминавме супер. Да. Јас кога правев муабет со луѓе, не знам, оти мисле дека ти ќе одиш на Евровизија, не знам, оти така имав замислено во главата. Па добро, знаеш, имаше одлична многу луѓе песна. што мислеа дека ти ќе отидеш и Да, Андреја. имаш. Мислам Беше дека таа хаос невиден. Да, многу беа некако поделени мислењата, ама мислам баш ради тоа што сите имавме различни песни. Дефинитивно. Значи ти имаше баш онака Евровизија песна, нешто што не може никој да го очекува. Да. И што ти влегува во глава и скроз се кечи. Андреја имаше онака скроз поп песна што исто така супер може да помине на Евровизија. И јас имав балада што исто така може супер може да помине, да. Значи, нема правило реално. Да. Мислам затоа беше така. Имаше одлична песни, баш кога ги слушнавме прв пат песните и си викам, мореш ова балада, ова може да влези ова во приказната, плюс имаш и убав тим позади песната и некако си викаш, ова веројатно, така ми дојде мене, си викам веројатно Лара ќе оди, али добро, ајде да видиме што ќе, и после кој излегува песните, го почнеа луѓе да пишат супермена, она си викам, добро. Што знаеш, можда не можеш да знаеш. Да. Не можеш да знаеш, не ојдовме ни јас, ни ти, ова не е страшно. Си се прошета Андреја, си помина супер, баш ми беше гостинка, правевме муавет, супер помина. Кажи ми, сакаш да свириме таа песна или сакаш нешто друго да свириме? Што сакаш да направиме нешто? Може таа песна, да. Да, Цвеќе на тагата. Цвеќе на тагата. Кога помислувам на тебе, јас се прашувам што чувствуваш. Дали ќе заплачеш кога ме помислуваш, како секогаш по тебе јас посеав зрна од надежи за тебе јас. Ништо не порасна, не никнува, не цвеќе на тагата во мене расцветува. Паѓам и станувам, продолжувам, од ништо бар не ми е срам. Маска од насмевка ти в кој јас навлекувам, овој филм јас сам негде го знам. Посеав зрна од надежи за тебе јас, ништо не порасна, не никнува, не цвеќе на тагата во мене расцветува. Не ќам да знам што зборуваш, боли кој разумнов лист хартија, дека се сам се надевам, да ми се вратиш, јас пак сонувам.
Какво песниште, човече, браво си. Шубо си легна, малца загрешив таму, ама нема врска, не е за убозарно, лабава емисијата. За прв пат супер. Зато да, ако за прв пат свирење, погодивме. Одлично песниче, одлично. Ама, знаеш, дури како гласот да ти одговара, како возрасен да ти е гласот за ваква возрасна песна. Да. Си го имаш, ти лежи, нема збор. Кажи, ама покрај музиката гледам дека нешто и во водителски води влегваш полека, не знам како да влечи овака цело како едно да е музика, водителство и така натаму. Гледам дека си правите подкастчиња на Урбан FM и така натаму. Да, Урбан FM. Да. Како почнало таа приказна? Јас никогаш не се замислила во водителска улога, искрено да ти кажам. Мислам, сепак јас си внимавам и на речникот и на се и на емисии, немам проблем со зборување, ми тече мислата. Немам проблем, меѓутоа не се замислував баш во таква улога, се дури не се појави Урбан FM како радио кое што стварно е најголема поддршка на македонската музика и значи има они идеја со цел концепт да правиме подкасти, во подкастите да се пушта македонска музика со тоа што нели ние ќе си бираме кои песни сакаме да ги слушаме и баш онака да се осети една колегијалност и онака знаеш љубов едни кон други да си фали да ти кажам. Да, знаеш онака да си имаме поддршка и некако ме праша нели дали сакам да водам своја емисија и се. Јас нормално кога гледам дека едно радио ме поддржува и стварно онака даваат се од себе за да направат се за нас, да имаме нели каде да се слушнеме, да уклучиш радио во кола и да се слушнеш. И јас нормално за возврат сакав да искочам во пресред и пред се тоа и за мене само промоција. Да, супер. Многу е и интересно е и баш онака како кај тебе што е лабаво. Да, скроз. Така е и таму. И доста ми е интересно за тоа што треба, знаеш, да размислувам и за гости и на различни теми, различни прашања и некако не сум тука само јас, тука треба да размислувам малце и за другите, некако преку водителството на подкастите, некако гледам како и другите гледаат на нивната кариера и некако гледам како се движат нивните патишта и тука некаде гледам како би сакала и јас. Некои работи ги земам како инспирација и како мотивација, а некои работи гледам пример доколку не ми се допаѓаат, нели, да не ги применувам кај мене. Да не учиш само на своји грешки, да учиш малци и на туѓи. Малци на туѓи, да. Супер. Мислам дека е интересен цел концепт и сега за сега се дури имам време и дури можам да се посветам на тоа. Јас би останала така како што си терам до сега. Така да интересно. Супер се. Мислам дека прв пат мејл добив од Урбан FM општо од радио. За демек прати ни податоци, прати ни ова, прати ни она, си викам, види мајката, браво, со ти обично треба да пуштиш, па некој примил, па некој не примил песната, па ќе биди. Исто, јас на почеток кога почнав со кариера, знаеш, ги пушташ песните на радио и остануваш некако неприметен на почеток. Да. Се дур не зависи кој ќе прими таму и дали ќе види некој песната. Да. Тука е. И нели, ако не те знаат на почеток, не те перцепираат баш многу, треба да се докажеш дека стварно работиш, дека си квалитетен и да кажат, чекај, знаеш, повеќе луѓе зборат околу еден артист, дајте да пуштиме и на радио супер. нешто. Дај да свириме уште нешто, да направиме некое песниче вака убаво, да му го лабајме по пладнето на луѓето. Да, шо би сакала уште нешто да му испееме вака? Епа, ајде да испееме Кој е сега крив, уште една моја песна. Кој е сега крив? Тоа е прашањето. Кој е сега крив, да ми објасни? Огнен, кој е крив сега? Извини, не те гивам, заборев дека со мајстори е човекот, се извинувам. Извини, Батуле. Ништо во мене
Zar e važno ko je сега kriv? Не си во моите соништа, во ниту еден од нив. Извини, скъсна, изгасна и пламен, и жар во мене, само пепел остана. Зар е важно кој е сега крив? За тебе сите грешни се, но никогаш ти. Извини, зар е важно кој е сега крив? Не си во моите соништа, во ниту еден од нив. Извини. Браво. Браво и за тебе. Одлично, значи текстот шубав е за мерак. Фала. Стално некој крив е, никогаш ти не си крив, така извини, молим те. Не, јас викам кој е сега крив, сега тоа Да, значи... Битно ние криви не сме, за кој е крив не знаеме. Па не, може и ние да сме, ама уште не се знае. Добро, са така се вели, знаеш, Да, не, да, да. ние криви не сме, извини, другото. Браво, Да. браво, одлично. Фала ти што ми дојде, што ми беше гостинка, што викаме, што ни го благослови неделното попладне. Многу е песничиња, да си продолжиш да си го возиш филмо. Супер си тераш, се што сакаш да ти се оствари и фала ти пак да ни дојдеш и кога имаш нешто за промовирање, стално да ни идиш тука ни е отворено, Обавезно. ни е за македонска Има. музика, за промоција, секогаш. Ќе има сигурно нешто ново за промовирање, Супер. ама фала ти и тебе што ме викна денес, стварно многу убаво си поминав, топ си Баш освиривме, искрено браво за тебе, затоа што за мерак. стварно нека ми е чудно кога ќе видам некој од одма ги фаќа и си ја чувствуваш песната и си импровизираш и се, така да фала ти многу, баш онака имам респект кон тебе и се што правиш ми е многу мило, затоа што стварно Фала. гледам колку поддржуваш и ти македонска музика и ете така се надевам повторно дека ќе се дружиме. Супер, супер. И треба да се дружиме. А Треба. дечки, треба и вие да поддржувате македонска музика. Сите треба заедно да си го поддржиме тоа што е наше, пошто само тоа е наше, другото е се нечие туѓо, така. Фала ви што ни бевте тука неделно денес. Се гледаме наредна недела во 18 часот и се надевам дека ќе останете лабави како и секогаш. Поздрав и убав вечер.